Еве повтор пат имам средба со представниците на тутунарите од Радовиш и од околината за проблемот поврзан со откупот на тутунот со откупувачот Томи Мит овде во Радовиш. Значи, уште еднаш бев на средба да ги уверам дека постапката продолжува онака како што ги информирав и првиот пат во мојот кабинет во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, дека закажаната аукција на 13 ноември ќе се одржи. Заинтересирани се две компании во законски определениот рок согласно процедурата за продажба на конфискуваниот тутун од страна на Агенцијата за конфискуван имот. Се пријавени две компании до 4 ноември и согласно законот и процедурата и постапката која што треба да се спроведе за оттуѓување на тутунот се очекува на 13, значи по спроведена аукција од страна на двете компании да се знае кој ќе биде оној кој што ќе го откупи тутунот и во законски определениот рок по завршување комплетно на целата постапка да постигнатиот износ за 310 тони за количината на тутун која што е на продажба, дека со тие средства ќе бидат обештетени соодветно тутунопроизводителите, односно оние кои што имаат предадено тутун во откупниот центар на Томи Мит. Значи ова е вака уште еднаш им го пренесов ова со сите настани кои што треба да се случуваат согласно процедурата и да бидат уверени дека владата и министерството значи ќе им излезат во пресвет во однос на обештетувањето и да им се надомести она што значи нивна мака во производството на таа реколта. Што се однесува до неисплатените субвенции, недоисплатените субвенции кои останале во врска со недорегулирани апликации или барања за исплата на субвенциите во законски определениот рок за продажба на тутун во откупните центри. Значи, согласно последната одлука на Комисијата за економски систем при владата на Република Македонија и на следната седница на влада, соодветни средства ќе бидат прераспределени од одредени ставки, ќе бидат ставени во ставката за директни плаќања за тутунот и во релативно краток временски период од недела до 10 дена ќе бидат доисплатени и оние кои што не биле кои што не се целосно подмирени со делот на субвенции за предадениот тутун. Има ли разбирање представниците на тутунопроизводителите? Па јас се надевам дека имаат разбирање, јас ја разбирам нивната состојба, навистина огромна е маката и навистина овие средства им се потребни. Потенцирам дека и она што е делот на државата и она што е делот на владата во програмата за директни плаќања, односно субвенциите, е исполнет и останатиот дел кој што е се мери во неколку проценти, ќе се доисплати и во следниот период од 7 до 10 дена. А што се однесува до постапката која што треба да се спроведе согласно законот во делот на тутунот кој што им е конфискуван, значи ние исто така сме заинтересирани и како министерство, сме во постојана комуникација со Агенцијата за конфискуван имот и со извештајот на директорот кој што на секоја седница на влада се дава и се интересираме како членови на влада до каде е постапката и сме информирани за термините кои што ги посочив и за настаните кои што се случуваат. Како што спомнав, тоа се однесува на последниот настан кој што треба да се спроведе на 13 ноември, а тоа е наддавањето во врска со понудување на цена за тутунот кој што е ставен како предмет на продажба. Како заклучок, тутунопроизводителите нема да бидат оставени? Во никој случај. Тоа е ветување од владата, а и од министерството. Еве лично дојдов и да ги уверам денес со истите представници кои што беа пред неколку недели кај мене во кабинетот и јас се надевам дека на крај сето ова успешно ќе заврши и соодветно ќе бидат надоместени тутунопроизводители. Дали стана збори за овогодишната откупна реколта? Па за овогодишната откупна реколта продискутиравме само на кратко, кажавме за измените што ги направивме во законот за тутун и тутунски производи, каде што елиминираме повторно појавување на некои вакви негативни појави поврзани со случајот на Томи Мит и го стеснуваме просторот во делот на она што значи манипулирање или неможност од соодветно надоместување, односно исплата на тутунопроизводителите. За таа цел предвидовме секој откупувач најкасно до почетокот на започнувањето на откупот да обезбеди банкарска гаранција
или соодветен износ на средства на наменска сметка со соодветна изјава заверена кај нотар дека тие средства се обезбедени за оние количини по просечна цена од претходната реколта и дека ќе бидат наменети за исплата на тутунот кој што е договорен со договорите за купопродажба на тутунот. Што значи дека сите оние кои што се откупувачи регистрирани во овој крај, во Радовиш, Радовишко, во Струмица, Струмичко и така натаму и во цела Македонија, значи ќе имаат обврска да обезбедат банкарска гаранција, да приложат банкарска гаранција или да обезбедат финансиски средства во висина на договорените количини по цена пресметана просечна од